Во делот на загадувањето на воздухот многу се битни и климатските фактори. Значи се направи доста изминативе години, особено во делот на замена на системите за грејење. Државата интервенираше во многу јавни установи во соработка со општините. Исто така општините направија, значи субвенционира голем дел од активностите, да речеме граѓаните исто така да си ги променат, ги паметите оние акции замена за стари печки за климатизери. Значи континуирано се одвиваат акции. Јас неколку пати до сега сум изјавила, особено во делот на загадувањето на воздухот, е долг процес. Треба големи инвестиции, треба промена во навиките. Скоро читав една многу бава репортажа во однос на тоа што значи суво дрво за грејење и што значи влажно дрво за грејење. Која е разликата кога горите суво дрво и кога давате доволно кислород во самата печка, без разлика дали е таа стара или нова, и што значи кога ставате влажно дрво во однос на загадувачките материи кои што ги испушта печката во случај со суво и со влажно дрво. Значи разликата е голема, значи треба да зборуваме. Треба постојано да ги информираме граѓаните за вакви активности. Јас се надевам дека кога ќе ги спроведуваме кампањите, дека оваквите едноставни примери треба да им дадеме на граѓаните за да можат да разберат и за да можат да делуваат.